Нема рамномерност во регионалниот развој. Најголем процент од парите повторно завршиле во Скопје, утврди Државниот завод за ревизија. Ревизорскиот извештај констатира дека наместо 7,2% од парите колку што според закон го следува Скопскиот регион како најразвиен, таму завршиле дури 26,2%, односно 2,2 милиарди денари. Од друга страна, Источниот регион добил 6,92% или 490 милиони денари, што е најмалку во државата. Скопскиот регион како најразвиен, иако треба да учествува со 7,2%, а Северноисточниот како најнеразвиен со 17,3% од вкупните буџетски средства за оваа намена, во Скопскиот регион алоцирани се 26,2%, за разлика од Северноисточниот регион кој добил 8,4%. Стои во извештајот, ревизорскиот извештај дава и алармантни податоци за намалување на бројот на населението во регионите. Според него, од 2019 до 2021 година, Источниот регион се намалил за 22.139 жители или за 14,74%. Ова регионот го става на границата на утврдениот минимум за функционирање на плански регион, додека Вардарскиот и Југоисточниот регион повеќе не го задоволуваат критериумот за минимален број на население. Трендот на миграција на населението од селата доведува до нивно напуштање. Според резултатите од спроведениот попис на населението во 2021 година, во државата има 205 испразнети населени места, села, и во однос на 2022 година, нивниот број е зголемен за 40%, односно уште 58 села останале без ниту еден жител. Се прецизира во извештајот од Државниот завод за ревизија.